Време за нови информации, време за она што сите со нетрпение го очекуваме, секако тоа е надпреварот кој што ќе го одигра нашата кошаркарска репрезентација утре против селекцијата на Литванија. На линија веќе би требало да го имаме селекторот на кошаркарската репрезентација, господинот Марин Докузовски, кој што ете издвои малку време после последниот тренинг на нашата репрезентација во пресрет на дуелот и да направиме едно видување за она што досега се случуваше. Најпрво, господине Докузовски, сакам да ви честитам на огромниот успех кој го постигнавте досега. Вие сте новите спортски јунаци и богови на Македонија. Капа доле пред вас и вашите пулени кои ја пишуваат новата страница на историјата на македонскиот спорт. Уште еднаш од нас, редакцијата на Канал 4 Спортското радио, примете ги најискрените честитки. Благодарам за честитките. Ние сме малку далеко од вас. Навистина поминавме 2 недели и повеќе во изолација, можам да кажам, само слушаме за она што се случува долу во нашата држава и сите сме стрекни со она што го слушаме, дека сите се задоволни од нашите игри што ги пружаме до сега. Значи, ние до сега во договори со играчите и со управата и јас као селектор се договоривме дека ние нема да калкулираме на ова европско првенство, дека ќе одиме од надпревар во надпревар и дека ќе гледаме со секој противник да одиме на победа. Така беше и до сега. Гледате и сами до кај стигнавме, мислам дека направивме огромен успех. Да ви кажам искрено, она што најмногу сите дека не радува, тоа е што веќе Европа на нас гледа малку со подруги очи, многу сме респектирани, значи не е случајно овој успех, направивме многу победи поред, така да она што најмногу ние тука навистина, пак ќе повторам, сме срекни она што имаме голема почит од сите репрезентации до сега. Господине селекторе, она што утре вас ве очекува е двобојот против Литванија. Навистина вчера на некој начин се случи она што во спортот треба и малку доза на среќа, но ние одигравме храбро, вие бевте задоволни после надпреварот со Русија, тоа го истакнавте на вашата пресконференција. Сега селекцијата на Литванија, противник кој што следува утре во терминот од 20 часот. Како против домаќинот? Не треба само да се игра против нив, туку едноставно и против публиката која што ќе ги бодри секако домаќините и да се надеваме дека ќе имаме фер и коректно судење, но се знае дека сепак оние калкулации кои што ги имаат да не обвинуваме некого или било што пред да се одигра надпревар, дека ќе има едно тенденциозно сигурно судење. Па добро, на сите ни е јасно што ќе се случува утре, меѓутоа ние не сме оптеретени со тоа. Ние повеќе сме оптеретени со здравствениот билтен, со тоа што имаме повредени играчи, значи нема да настапи Гечевски. Навистина вчера со Марџиски настапи повреден со голем оток на коленото и што и веќе играчите се максимално исцрпени, ние немаме толку долга клупа. На високите позиции сме само со 3 играчи и тоа е голем хендикеп за нас. Ние вчера можевме и да се штедиме на надпреварот против Русија за да бидеме поспремни со Литванија, меѓутоа сакавме да одиме на победа и победата ни беше на допати. Навистина малку бевме разочарани после надпреварот, затоа јас и после тоа изјавив дека сум задоволен зашто побрзо да се вратиме за овој надпревар, да ги вратиме играчите во нормала, затоа што навистина вчера го дадоа максимумот и беше навистина спортска несреќа што загубивме. Меѓутоа така е во спортот, некогаш се добиваат некои надпревари кои што се загубени, а се губат добиените. Меѓутоа утре против Литванија знаеме дека ќе биде цела, ќе има преку 15.000 гледачи. Значи знаеме дека ќе се бориме против нив, ќе се бориме и против можеби против судиите, можеби и не. За сега судиите, например, мора да бидам искрен дека максимално коректно се вршат работата на ова европско првенство. Згоре на тоа имаме еден состав кој што е максимално мотивиран и од кој што државата овде очекува од него златна медаља. Значи, она што треба да го направиме утре, да бидеме сконцентрирани и да се изолираме од сите тие моменти, и да успееме во одбрана да го спречиме нивната игра на пик and roll, која што навистина е далеку најдобра. Значи, само као куризитет да кажам дека на репрезентацијата на Србија дадоа 100 поени, што не е мала работа. Меѓутоа, мислам дека играчите, колку и да се црпени, колку и да се, како да кажам, уморни, сепак ретко ни се пружа нас и како држава да бидеме искрени да играме едно четвртфинале, кој знае кога пак ќе ни се пружи. Значи сигурен сум дека ние утре ќе го дадеме максимумот. Што ќе направиме, ќе покаже крајот, меѓутоа
дека ќе се предадеме лесно, нема да биде така. Каков е здравствениот билтен пред надпреварот со Литванија? Спомнате дека веќе не може да се смете на Гечевски, Предраг Самарџиски вчера под болка настапи на тој дуел. Како се чувствуваат останатите и после шокантниот вчерашен пораз во последната секунда против Русија? Па добро, повеќето од играчите, значи сите бара лекарска помош затоа што во оние дуели со Русија која е многу снажна репрезентација, пред тоа со Словенија исто така, значи ние за скоро секој втор ден, секој ден игравме надпревари првата група, па значи за 2-13 дена 8 надпревари, што е малку и пренапорно за нас, значи имаше многу дуели жестоки. Значи тука на повреда моментално, освен Пежар Самарџиски, се жалеше и Боме Келеб, кој што доби удар во пределот на слабината, меѓутоа денеска го одржа тренингот и сигурно утре ќе настапи. И за крај една порака до нашите навивачи, навистина, ете, во Литванија ги нема во толков број, но кога ќе пристигнете и кога ќе се вратите во Македонија, ќе видите дека целата нација и сите оние 2 милиони народ буквално дишат во ритмот на репрезентацијата и настапот на Европското првенство во Литванија. За сите оние навивачи, фанови кои што, ете, во овие моменти се вклучени на фреквенцијата на 107,4, една порака до пред надпреварот со Литванија. Па видете, ви можам само да им порачам да навиваат за нас и дека ние нема да ги разочараме. Ви благодариме уште еднаш, ви посакуваме. Дали ме слушнавте, нешто линијата не беше во ред? Да, ве слушнавме многу добро. Ви благодариме уште еднаш што издвоивте време да се вклучите и да ни ги кажете последните информации пред надпреварот со Литванија. Навистина, без разлика што и да направите, еве, тоа е официјалната порака на целокупната македонска јавност. Ние сме горди на вас и кога ќе пристигнете ќе видите дека навистина сите ви се благодарни за она што еве веќе го правите втора недела во Литванија. Ви благодариме уште еднаш. Благодарам.